Собраниските говорници од надзорната расправа за стамбено-деловниот објект Космос ги слушнаа судиите кои постапуваат по предметот на СЈО-ТНТ. Преку мал телевизор во Кривичен беа презентирани снимките од Собраниската комисија за транспорт и врски која содржа кон крајот на 2011 година, откако сурна комплексот Космос. Бизнисменот Фијат Цановски, кој е оштетен, изјави телефонските разговори покажуваат дека уривањето на комплексот го вршеле Груевски заедно со Јанекиевски за политичка одмазда. Тие сакале да ме уништат комплет. Јас во разговорите кои слушавте предходните бомби на пред две судења, наредбите кои што ги давал Груевски се буквално уште само да што не даде ликвидацијата да се изврши на целата моја фамилија. Иначе сигурно дека тој човек е ненормален. Мислам се гледа дека има некои психички проблеми уназад и таков човек што е водел државава навистина е жалосно во овие години. Покрај Груевски и Јанекиевски во процесот меѓу обвинетите и екс-градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски. Тој изјави дека во судскиот процес 36-ти пат ќе докажат дека општината законски постапила, зашто тврди веќе имаат 35 пресуди во нивна полза. Јас би ве замолил како новинари добро да ја следите посебно оваа постапка кога се излагаат доказите, затоа што едно е она што се говори, посебно она што го говори инвеститорот, но она што треба, врз основа на кое што треба да се прави анализата, дали е законски или не е законски, се документите, односно документацијата. Во меѓувреме во Кривичен уште 3 судења. Тревник почна одново поради промена на судечкиот совет. СЈО одбраната ги дадоа во ведните говори. Обвинителката Елизабета Јосифовска рече дека обвинитиот Драган Павловиќ Латас и неговите двајца браќа ги граделе објектите пред добиената дозвола. Меѓу доказите СЈО ќе користи и снимки од Google, уплатата на Павловиќ Латас во фирмата изведувач. Адвокатката Анита Бегова пак вели ако имало бесправно градење, треба да има и злоупотреба на службена положба и овластување, но рече дека на обвинителна клупа не ги гледа ниту градоначалникот на Зелениково, ниту овластен градежен инспектор. Додека во развојната постапка против Јанкуловска за набавката на Мерцедесот, еден од сведоците беше поранешниот директор на СОЗР Васе Доневски. Тој меѓу другото потенцираше дека не знал од МВР самостојно купило блиндиран Мерцедес. Рече дека во еден од трите блиндирани возила се возел премиерот, но никој писмено не се желел дека се застарени. Во судот имаше и рочиште против екс-директорот на УБК Сашо Мијалков за набавката на софтверот за потребите на петата управа во МВР. Случајот Трезор е во доказна постапка, се презентираа материјалните докази. Покрај Мијалков, неговиот поранешен шеф на кабинетот Тони Трајковски и експомошникот министр во МВР Небојша Стајковиќ се обвинети за злоупотреба на службена положба. Според СЈО, предизвикале штета на буџетот за повеќе од 850.000 евра.